Сега е точно 19 часот и 12 минути и 46 секунди, почитувани. Ја следите емисијава на Македонски корени со вашите домакини, јас Бети Треновска и мојот колега Јон Треновски. Почитувани слушатели и наши следбеници на социјалните мрежи Facebook, како што и ви најавивме, на самиот почеток во денешнава емисија со нас е уште еден наш гостин, а тоа е долгогодишниот спортски коментатор на македонската телевизија, човекот кој го коментираше мечот против Грузија, на кој Македонија се пласираше на Европското првенство во фудбал, што ќе се одржи во 2021 година. Господинот Тони Стојановски, човекот на кого му треба помалку од 2 минути за да ги стопли душите и срцата на сите македонци без разлика каде и да живеат. Честни е да го поканиме нашиот гостин да ни се придружи во студијаво. Еве, гледам дека сега се е во ред. Господине Стојановски, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро вечер на нашите сонародници во Австралија. Да, ево, Бети ве поздрави, јас да ве поздравам, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Баш ми е мило. Господине Стојановски, направо да ви се заблагодариме што позитивно одговоривте на нашава покана и не удостоивте да ни бидете драг гостин во денешнава емисија на Македонски корени, но пред се ги удостоивте нашите слушатели и гледачи на Македонски корени. Пред да го продолжиме разговорот со прашања за вас, дозволете, знам дека вие знаете за што станува збор, меѓутоа да му кажеме на слушателите, многу често го пуштаме, па ево повторно да го слушнеме и видиме краткото видео кој беше главен мотив да ве поканиме да земете учество на Македонски корени. Доколку успеам да го пронајдам видеото сега во овие минути, ние сме овде се, ево, тука е, нема да ми бега сигурно, тука е, ево го видео. Ovo je period kada ne usporува и иде, и презиме, и нација, и ген. Ево je Европа, ево je таму, меѓу сите. Тие што ги описменивме, не дочекаат наредниот јуни. Не ја поздрават нашата репрезентација, не стојат мирно на нашата химна. Ова е порака од сите православни христијани, македонци, албанци, турци, што играат за оваа репрезентација. Нека нашата држава треба да ја чуваат тие што ја водат. И едните, и другите, и третите, и четврти. Ова е голема победа за Македонија. Ова е победа за радост на душата. Да цитирам зборови од нашата поезија. Сега душата се радува затоа што има зошто душа да е. Господине Становски, ова кратко видео со вашиот коментар кој го видовме и слушнавме пред 9 дена, како и многу пати од тогаш па до сега, ги преплави социјалните мрежи и како што Бети рече на самиот почеток, барем за момент не ги стопли душите и срцата на сите нас без разлика каде и да живееме. Упишете ги моментите кои му претходеа на тој момент, кога сето насобрано што сте го имале во душата во последните 3-4 години се излеа во тој момент на радост. Какво е чувството кога знаете дека со вашата емотивна, но сепак трезвена и пред се искрена реакција ја испративте пораката која во последниве 3 до 4 години е згнездена и тлее во главите и срцата на стотици илјади македонци? Знаете како е, ние сме се уште во проблеми, затоа што не потиснуваат. И кога ве потиснуваат во 21. век, мора да реагирате на еден или друг начин. Јас на претходниот надпревар со Косово имав исто така еден добар вовет, меѓутоа не се расшири така меѓу луѓето. Таму го реков дека секоја води својата битка за Македонија на своје поле. Ако ние победиме на нашето поле, секој каде што делува, тогаш и битката за Македонија ќе биде извојувана. Од тука јас ја
извојував барем според мене мојата битка за Македонија таму каде што можев. И од тука знаете кога ве притискаат мора да реагирате на одреден начин. Јас имав среќа, мене ми се погоди, како да ви кажам, да работам пренос кој што е историски, да работам пренос кој што ќе означи пласма на македонската фудбалска репрезентација на Европско првенство. Сум работел и претходно многу значајни преноси, меѓутоа ова е специјален, ова е посебен затоа што е фудбал. А има фудбал и има спорт. Тоа се две различни категории. Фудбалот обединува, фудбалот може да раздрма се, така што тоа го направивме ние пред една недела. Фудбалерите одигра, се пласира и мене ми е многу мило што еве и тој говор, така рековте ви, од срце и баш беше од срце. Едноставно внесе една позитивна енергија кај нашиот народ. Овде насекаде веројатно каде што има македонци, па да ви кажам, добив 2000 пораки и повеќе од луѓе што не ги познавам. Така што направивме сите ние заедно една голема работа. И многу е значајно што ја направивме сега, кога не оспоруваат, а сепак е 21 век. Тоа е нешто што е големо. И знам дека ова го слушна секаде на Балканот. Знаете, не можат да го цензурираат. И тоа е драгоценност. Не може да го цензурираат, го слушна. И тоа е многу битно за се обидува, Македонија. меѓутоа не може. И покрај тоа Да, добро. Знаете како е. Се обидува и да го стават во некоја партиска, политичка, како да ви кажем, конотација. Ке говориме за Ова нема партија. Да. Така. Ова не е партија. Ова е Македонија. А Македонија е посилна од секоја партија. Така. Моето наредно прашање и покрај тоа што во вашето кажано не нападнавте никого и немаше говор на омраза, малкумина ботови, приврзаници на СДСМ, но и некои ваши колеги, новинари, го осудија вашиот коментар, оквалификувајќи го како националистички и, како што рековте, нарекувајќи ве со погради зборови, барајќи од македонската телевизија да ви дадат отказ за вашето финално коментирање по победата над Грузија. Како ќе го прокоментирате такви односи, таквите изјави и барања? Како ги дочекавте таквите напади? Ве боли ли таквиот однос на таквите малкумина? Во светот постојат две политички мисли. Едната е либерализам, односно глобализам, преведено поинаку, а втората политичка мисла е реализам. И тој реализам повторно почнува да победува. И се потпира на национални држави, значи на политички нации, така што од тој аспект мислам дека светските трендови одат на наша страна. Не сум сигурен дека колегите од политика што се обидува да се додворат некому или што знам, можеби се платени и така натаму, дека ги разбираат овие процеси. А знаете, кој знае, можеби ако влезат одредени долари или евра во джеп, тогаш и да не разбирате и да не разбирате, ќе работите за одредена кауза. Не можам да ги коментирам од проста причина што дел од тие луѓе јас не ги познавам, а некој од нив и ги познава. Не сум им направил ништо лошо. Ниту претходно во нашите меѓусебни односи, ниту пак сум им направил нешто лошо на 12 ноември со тој говор. Пред 4 години бе во Франција 35 дена
за време на Европското фудбалско првенство и бев сведок на една ситуација која што е, како да ви кажем, неминовност во трендовите, во процесите на светската историја. Французите, например, исто така се во голема криза, затоа што имаат многу црномурести граѓани, има и во фудбалската репрезентација тогаш, затоа што имаат многу граѓани, членови на нацијата кои што се од Северна Африка, Алжир, Мароко и така натаму, Тунис. И кога беше оној случај со театарот Батаклан, кога исламскиот фундаментализам зема замав до степен да бидат газени од камиони на улица и така натаму, тие го искористија Европското фудбалско првенство за да ја зајакнат нацијата. И да речеме, ќе се сетите во француската химна има еден текст солдат и така натаму. Јас не разбирам француски, меѓутоа знам дека солдат се однесува на војниците француски кои што дале жртва за француската држава и француската нација. Сега, еве, ајде малку слободна интерпретација. Тие француски војници освојувале. Ја бранеле Франција, меѓутоа освојувале особено колонии во Африка. И сите тие фудбалери што стоја мирно на химната, како што ќе ни стојат нам мирно на химната на 13 јуни, таму каде што не прачасува во Букурешт, тие француски граѓани ја пееа француската химна. Пееа за војниците кои што ги репресирале нивните татковци и дедовци и мајки пред 50 или 100 години. За Македонија има еден спас, односно два, ајде, според мене, моје скромно мислење, едниот од тие начини да обстане нашава татковина пред налетот на овие наши пријатели со лице на светци, а в срце волци, како што кажува една наша песна, е да се договориме и да ја градиме нашата држава. За жал, за среќа или како сакате, во оваа наша држава има македонци, има албанци, турци, срби, власи, роми и така натаму и така натаму. И тоа беше мојот говор на крајот. Ние мора да изградиме политичка нација според принципите на татковците на француската буржоаска револуција од 1789 година. И на тој начин сите да си ја сакаме државата, сите до еден. Ако ја сакаме државата, ако работиме за неа, тоа е патриотизам и во тој случај не е битно дали ќе бидеме членки на Европската унија. Ќе функционираме, ќе работиме за неа и ќе направиме исклучително парче место на земјата каде што ќе доживуваме прогрес и радост. И мислам дека тоа полека ќе почнеме да го сваќаме преку вакви успеси. Успехот на фудбалската репрезентација можем да го израмнам со оној успех на французите од 2016 во Париз, иако таму тие играа финале, меѓутоа не освоја титула, загубија од Португалија во финалето. Овој успех може да не обедини, моти како што ми рече неодамна еден мој професор, нема ништо поуспешно од успехот. Токму така. Така што мислам дека на 13 јуни подготвен сум да се облажам за тоа. Бисер Муслију ќе ја пее македонската химна. Ако ја пее македонската химна, има надеж за оваа држава. Од твоја уста во Божји уши. Ние знаеме дека Фудбалската федерација застана зад вас, но како реагира од раководството на МТВ? Дали имаше негодување? Дали ве повикаа на разговор за да побарат објаснување од вас за начинот кој го пренесовте тоа во живо? Стравувате ли од добивање на отказ од МТВ? Не. Раководството на МТВ засега ми дава целосна поддршка. Јас сум од 2012 во македонската телевизија, претходно работев од 98 до 2004 во македонското радио, тоа е иста фирма. Мислам дека сум оставил таму силна трага, иако ова е нескромно, за ако е ова испад,
да ми го простат. Но ако не го простат, некои наредни раководства на Македонската радиотелевизија со големо задоволство нема веќе да бидам дел од мерата. Жалостно. Господине Стојановски, ова што сега ќе ве прашам, најверојатно ќе ви биде едно од најтешките прашања што досега сте ги имале, но ќе оставам на вас да одлучите дали ќе одговорите на тој предизвик. Вратете се за момент на местото на случката и пробајте да го кажете сето она што го слушнавме и го видовме, вклучувајќи и некој дел кој можеби никој од нас не го слушна и не го виде. Тешко е да се цитира човек сам себе. Меѓутоа, пораката веќе ја пратив, мислам дека слушна видео нашите слушатели и гледачи. Македонија ќе живее. Оваа Македонија ќе живее. Ќе живее уште. Токму така. Ете го крајот. Так, во јавноста излези една информација дека преносот се прекинал во моментот кога играчите ја пееле едно име имаме. Колку се точни ваквите информации, кој ја донесе одлуката да се прекине телевизискиот пренос во тој момент? Иако се прекина, да. Веројатно е точно, меѓутоа не е тоа некоја цензура. Значи мора да бидеме честни и да кажеме не е некоја цензура. Обично спортските преноси завршуваат кога коментаторот ќе каже поздрав, пријатно и така натаму. Ние рековме поздрав, пријатно. Колега Вастериов тргна со извештајот за телевизиски дневник, одеше хайлајтсот од надпреварот и преносот заврши. Тоа е сосема нормално. Тука нема цензура, значи да бидат мирни и спокојни нашите сонародници од Австралија. Добро што го разјаснивме ова. Дали вие патувавте заедно со тимот кога патувавте или посебно екипата патуваше во да го стерите? Заедно патувавме, тоа е чартер лет. Малкумина знаат, освен нашите блиски домашни. Надпреварот беше на 12 ноември, тоа е четврток. Ние во Грузија стигнавме в среда, а се тестиравме за корона. PCR направивме во вторник, значи на 10 ноември. И потоа бевме во карантин, во хотел Русија, додека не се добијат резултатите. За жал, само еден од нашата експедиција имаше позитивен тест, тој не патуваше, а другите заминавме заедно, со тоа што нормално е правевме напор да не се мешаме со фудбалерите. Замислете сега, правите тест, тестот е негативен, меѓутоа вие сте во период на инкубација, например. Да. И сега може да ја расширите болеста и така натаму. Јас седев на моето седиште со маска, дисциплинирано, ниту разговарав со блиските во авионот, ниту ништо, само да не се случи евентуално да има некаков проблем. Со фудбалската репрезентација патував и во октомври, во Естонија. И исто, да ви кажам право, не сакав да, иако имав негативен тест, не сакав да оставам ни најмала варијанта да заразам некого евентуално ако сум во период на инкубација, особено не од фудбалерите, затоа што замислете каков товар ќе беше тоа, не играл Пандев на историскиот надпред и така натаму поради одредени ситуации и со тоа е човек тешко да се носи. Тони, можеме ние да разговараме и 2 дена, меѓутоа времето не ни дозволува, програмата ни е кратка. Само едно прашање кое што ќе биде и последно. Имавте ли можност да го видите обраќањето пред надпреварот на премиерот Заев, кога ја испрати пораката да ни донесете победа за државата го стави наметнатото име? Не. Дали имаше Во последниот период се обидував да се изолирам особено од Заев. Дали имаше реакции на ова што тој ги викаше, се надевам дека ќе донесете победа на државата, на Македонија, меѓутоа јас го спомна она наметнатото име. Дали имаше коментари за тоа меѓу играчите на враќање на?
Не знам, може би тие коментираа. Знаете, ние сме сите политички животни, што би рекол Аристотел, зоон политико. Па да, политички животни сме. Нема македонец. Убеден сум. Па убеден сум дека нема ни во фамилијата на Заев, ниту Пендаровскиот. И тие знаете како се колнеа дека нема да променат ништо. Нема македонец кој што се согласува со сето ова. Јас го слушнав Заев на враќање на Блаце, затоа што авионот слета во Приштина, имаше магла во Скопје, и да ви кажам право, ми беше многу мило што Заев ме цитираше мене. Значи цела свита таму на пиар луѓе решиле дека Заев треба да ме цитира мене, не кажа да живее она лошото, име, не кажа да живее Македонија, па рече да живее македонскиот фудбал, што е проблематично. Тешко му е. Знам дека му е тешко. Затоа изразот му беше, на лицето му беше како лимон, кога селекторот го изговараше името на државата Македонија наместо наметнатото име. Бети не потепа времето. Ви благодариме за учеството, господине Стојановски. Го дополнивме задоволството меѓу нацијата со вашето гостување во Македонски корени. Се најубаво до вас, чувајте се од коронавирусот, да се чуеме пак овде на Македонски корени, со нов успех на фудбалската репрезентација и нови изненадувања во коментаторската ваша кариера. Пријатно до слушање и до видување. Чувајте се и вие и не заборавајте. Колку сме, толку сме, токму сме. Ние сме македонци. Да си жив и здрав. Тони, поздрав и од мене, ве пречекавме со песна, ќе ве испратиме со песна, а Никола Северна и Дамјан Стојановски. Пријатно. Пријатно, поздрав.